Уште една кривична пријава за председателот на штипските пензионери на своја рака потрошил 3,1 милион денари, односно околу 50.000 евра. Парите ги давал за набавки од најразличен тип, без при тоа да има писмена одлука од извршниот одбор, нешто што е пропишано со закон. Парите по свое видување, а не по одлука на одбор, тој ги трошел од 2011 до 2014 година, што значи годишно трошел по 780.000 пензионерски денари. За неколку месеци, ова е втора кривична пријава што полицијата ја поднесува против председателот на Штипското здружение на пензионери. Претходно тој доби кривична за сума од 8,6 милиони денари. Пари кои пред време, а исто така без одлука на извршниот одбор, ги исплатил на добувачите на дрва. Токму финансиското работење на Здруженијето на пензионери беше причина за големо пензионерско незадоволство и протест при изборот на ново пензионерско раководство, кое практично му беше продолжен мандат на сегашниот председател. Тогаш дел од делегатите ја напуштија конститутивната седница, откако побара, но не добија одговор за тоа како се трошат пензионерските пари. Барав извештај за работењето во претходните 4 години. Нема никаде. Дават ми објаснување дека со завршната сметка ќе се даде извештај за работење. Тоа ќе биде за 2014, за другите години кога ќе биде. Така да демонстративно ја напуштам седницата и не можев да се воздржам понатаму. Инаку, освен председателот, претходно кривична имаше и за благајникот на Штипското здружение на пензионери, а работа со полицијата си имаат и благајникот и председателот на кочанските пензионери за сума од 1,3 милиони денари.